Драги ученици, добар ден! Вие сте на часот по македонски јазик, а јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Денешната лекција ќе ја започнеме со една игра која се вика Погоди го зборот. Имаме на илустрацијата еден цвет и во него треба да вметнеме неколку зборови, и тоа во секој од ливчињата, но првата буква од зборот треба да ја запишеме во кругчето кој што се наоѓа во средината на цветот. Кога ќе ги поврземе буквите во кругчињата во средината на цветот и тоа во насока на како што се движат стрелките на часовникот, ќе добиеме еден поим кој што ќе ни каже за што ќе учиме на денешниот час. Може да започнеме со играта? Почнуваме. Дел од прибор за шиење. Што е тоа? Секако дека е игла, ќе ја запишеме во ливчето кој што се наоѓа горе, малку надесно. Реченица е целосно искажана или напишана што? Токму така, мисла. Годишно време во кое паѓаат лисијата од дрвјата. Ова ви беше многу лесно, тоа е годишното време есен. Сетилен орган за мирис. Ова е нешто од природни науки, да се подсетиме. И ви беше лесно, сигурно, тоа е нос. Од неја стекнуваме многу знаења. Што е тоа? Одлично, тоа е книга. И две полуправи образуваат што? Така е, образуваат ако. Ајде уште еднаш да ги прочитаме сите зборови кои што ги добивме. Игла, мисла, есен, нос, книга, агол. Што представуваат сите овие зборови? Ајде да провериме дали е така како што мислите. Сега ќе ги поврземе буквите во средината на цветот. Кој збор го добивте? Одлично. Го добивме зборот именка. Денешниот час ќе ни биде поврзан со именките, поточно ќе учиме за род и бројка именките и ќе ги разликуваме родот и бројот кај именките. Ајде сега да се сетите на неколку примери на именки. Кажувајте ги гласно. Одлично, сигурно кажавте многу примери на именки. Тука и јас ќе запишам неколку. Например, маса, кате, фустан, орел, планина, сон, снег, трева, вардар. Ајде да се подсетиме сега што се тоа именки. Кажувајте гласно, а потоа ќе провериме. Сега ќе видите дали сте во право. Именки се зборови кои означуваат имиња на предмети, суштества, појави или нешто што чувствуваме или пак замислуваме. Сигурно дека ви беше точна дефиницијата за именки што ја кажавте, а сега да се подсетиме што учевме досега, како ги поделивме именките. Така е, именките ги поделивме на општи и сопствени именки. А што означуваат општите именки? Така е. Општи именки означуваат имиња на предмети или суштества со заеднички својства. Ајде сега кажете неколку примери. Одлично. Јас тука ќе напишам неколку. Например, коцка, цвет, сила. Со каква почетна буква се пишуваат општите именки? Така е, со мала почетна буква. А сега да видиме за сопствените. Што означуваат тие? Добро е, сопствени имиња на предмети или пак суштества. Ајде неколку примери уште да искажете. Така е, ученици. Еве тука напишав и јас неколку. Тоа се Лена, Охрид, Пелистер. Со каква почетна буква се пишуваат сопствените именки? Одлично. Се пишуваат со голема почетна буква. А сега ќе започнеме со род кај именките. Кај именките разликуваме три рода, и тоа машки род, женски род и среден род. За да полесно одредиме во кој род ни е дадената именка, ние пред именката ќе ставиме неколку зборчиња и со нивна помош ќе го одредиме родот. Например, кај именките од машки род, пред нив може да стојат зборчињата овој, оној или пак тој. Ајде сега преку пример да разјасниме уште подобро.
Например, која именка може да стои после овој? Овој, што може да биде? Например, човек. Овој човек. Или пак оној човек. Или пак тој човек. А сега да видиме кои зборчиња може да стојат пред именките што се во женски род. Тоа се зборчињата ова, она и таа. Вие ќе изберете едно од овие три зборчиња, не сите три, кои што ќе ви помогне за да определите род кај именките. Ајде да земеме сега второто зборче. Она, што може да биде како пример? Може да биде, например, клупа. Она клупа. И сега да видиме уште кај именките од среден род, кои зборчиња може да стојат пред тие именки? Ова, она или пак тоа. Ајде да пробаме сега, еве со третото зборче, тоа, која именка може да биде? Например, тоа пиле. И сега, тука ви се наведени неколку примери на именки. Наша задача е да одредиме во кој род се овие именки. Ќе ги ставаме зборчињата кои што ги запишавме за машки род, женски род и среден род, за да полесно определиме во кој род ни се наоѓа дадената именка. Именката е дрво. Дали ќе биде овој дрво, оваа дрво или пак ова дрво? Така е секако дека ќе биде ова дрво и дрво е именка од среден род. Следна именка ни е книга. Дали ќе биде оној книга, онаа книга или пак она книга? Му така, ќе биде онаа книга, книга е именка од женски род. Именката цвет. Дали ќе биде тој цвет, таа цвет или пак тоа цвет? Што мислите вие? Одлично, ќе биде тој цвет. Цвет е именка од машки род. Следната ни е стакло. Оној стакло, онаа стакло или пак она стакло? Така во право сте, ќе биде она стакло, стакло е именка од среден род. Следната ни е планина. Во кој род ќе ни биде именката планина? Токму така, точно одредивте. Планина ќе ни биде именка од женски род, затоа што пред неја може да стои зборчето, например, таа планина. Сега преминуваме на именката јаболко. Дали ќе биде овој јаболко, оваа јаболко или пак ова јаболко? Така е, ќе биде ова јаболко, јаболко ни е именка од среден род. Следната именка ни е идеја, дали ќе биде оној идеја, онаа идеја или пак она идеја? Се разбира, идеја е именка од женски род, ќе биде она идеја и ни остануваат дожд, дали ќе биде тој дожд, таа дожд или пак тоа дожд? Секако ќе биде тој дожд, дожд е именка од машки род и последната именка ни е старец, дали ќе биде овој старец, оваа старец или пак ова старец? Одлично, ќе ни биде овој старец, затоа што старец е именка која што е во машки род. Сега ќе одредуваме бројка именките. Дадени ни се две зборчиња, односно две именки. Пеперутка и пеперутки. Што е слично, а што е различно кај овие два збора или кај овие две именки? Секако дека тие ни представуваат, и едниот и другиот збор ни представуваат име на суштество, но пеперутка секако воочивте дека ни представува, ни означува име на едно суштество, а додека пеперутки на повеќе од едно суштество. Значи, кај именките ќе разликуваме еднина и множина. Пеперутка, гледаме од илустрацијата дека е една и ќе ни означува именка во еднина, додека според илустрациите над именката пеперутки гледаме дека се повеќе и пеперутки ќе ни означува именка која што е во множина. Никола на таблата напишал неколку именки. Сега, наша задача е да му помогнеме да одредиме дали овие именки се во еднина или пак се во множина. Можеме да си помогнеме и на тој начин што пред именките можеме да ставиме
некои зборчиња кои што ќе ни ја олеснат задачата. Например, ако ставиме еден, една или едно и ни одговара пред таа именка, значи дека таа ќе биде во еднина. А доколку ни одговара зборчето да го ставиме повеќе или пак многу, ќе ни биде именката секако во множина. Ајде да се обидеме преку пример ова да го направиме, да ни биде поразјаснето. Првата именка ни е автомобили. Дали ќе ставиме еден автомобили, дали одговара зборчето еден или пак повеќе автомобили? Секако дека ни одговара повеќе автомобили, затоа што ова именка е во множина. Следната ни е ливада, ќе биде една ливада или пак повеќе ливада. Така е, ќе биде една ливада, ливада е именка во еднина. Соништа, дали оваа именка е во еднина или пак во множина? Се разбира дека ова ни е именка во множина. Папагалчиња, дали ни одговара да биде едно папагалчиња или повеќе папагалчиња? Така е, ни одговара повеќе папагалчиња и ова е именка која што е во множина. Следната ни е облак, ќе биде еден облак или пак повеќе облак. Еден облак, токму така, и ова е именка во еднина. А што е со именката албум? Дали одговара еден албум или пак повеќе албум? Секако еден албум и ова ни е исто така именка во еднина. А што е пак со именката луѓе? Дали одговара еден луѓе или пак повеќе луѓе? Секако повеќе, ова ни е именка во множина. А сега именката времиња, лесно одредивте дека таа е во множина. И последната пријател, токму така, пријател ќе ни биде именка која што е во еднина. Одлично ја решивте задачата. И сега, она што го научивме во текот на денешната лекција, сега ќе го примениме во една задача. Треба да ги пронајдеме општите именки во двете реченици, а потоа да го одредиме нивниот род и број и да ги вметнеме на соодветното место во табелата. Ајде заеднички да ја прочитаме првата реченица. На Симон му се допаѓаше книгата која му ја подарија другарите за неговиот роден ден. Кои се во оваа реченица општите именки? Се разбира дека е точно книгата, другарите и роден ден. Ќе ги издвоиме општите именки, а сега да ја прочитаме и втората реченица. Ајде со мене заедно. Полињата беа плодни и родија жито кое вредните раце на жетварите го собреа и ги наполнија амбарите. Размислете добро. Кои се општите именки тука? Тука се општите именки полињата, жито, раце, жетварите и амбарите. Сега ќе ги издвојам исто така настрана, а сега треба да ги вметнеме во табелата во која што треба да одредиме дали следните именки се во машки род еднина или пак множина, женски род еднина или множина и среден род еднина или пак множина. Првата именка ни е книгата. Пред зборот книга, кој зборче ни стои? Така е, ни стои зборчето таа, значи тоа е именка од женски род. Дали книга ќе биде еднина или пак множина? Ќе биде една книга или пак повеќе книга? Секако дека ќе ни биде една книга и книгата ќе ни биде именка во женски род еднина. Следната именка ни е другарите. Другарите, дали ни представува именка која што во еднина или пак во множина? Точно одредивте, таа ни е во множина. Сега за да одредиме род, треба именката да ја ставиме во еднина. Како ќе биде формата за еднина од другари? Така е, ќе биде другар. И сега пред именката другар, кој зборче стои? Оној другар, она другар или она другар? Токму така, ќе биде оној другар, значи другарите ќе ни биде именка во машки род множина. Следно ни е роден ден. Кој зборче може да стои пред именката роден ден? Така е, тој роден ден. И дали ќе ни биде во еднина или пак во множина? Се разбира во еднина. Ова именка ни е во машки род еднина. Следната именка ни е полињата. Дали таа ќе биде во еднина или пак во множина?
Токму така, повеќе полиње, значи ќе ни биде во множина. Како е формата за еднина? Поле. Токму така. Сега, пред зборот поле, или пред именката поле, кој зборче може да ни стои? Ова поле. Така, тој ќе ни биде именка во среден род множина, а пак жито, токму така, жито ќе ни биде исто така во среден род, затоа што ќе кажеме тоа жито, дали е во еднина или пак во множина, ќе биде во еднина. Среден род, еднина е жито. А пак за именката раце, дали е раце во еднина или пак во множина, тоа лесно одредивте дека е во множина, а како е формата од еднина? Така е, формата за еднина е рака, а пред рака кој збор може да стои? Така е, таа рака, затоа ќе ни биде рака, раце, женски род и тоа множина. Ни останаа уште две именки и тоа жетварите и амбарите. Да одредиме во кој број се наоѓаат овие две именки, дали се во еднина или пак во множина. Токму така, жетварите и амбарите се наоѓаат во множина. Која е формата за еднина кај жетварите? Секако дека тоа е жетвар и кој зборче може да стои пред именката жетвар? Така е, тој жетвар, но исто така, истото важи и за именката амбарите, ќе биде тој амбар и двете именки ќе ни бидат во машки род множина. Така, одлично ја решивме оваа задача, а сега пред крајот да решиме еден квиз во кој што ќе ги провериме знаењата кои што ги стекнавме на овој час. Ако именката означува еден предмет или суштество, дали е таа во еднина или пак во множина? Треба да заокружиме еден точен одговор. Што мислите вие? Токму така. Таа е во еднина. Зборот овој стои пред именката од среден род, женски род или пак машки род? Токму така. Пред именките од машки род. Ако именката означува повеќе од еден предмет или суштество, тогаш таа е во еднина или пак во множина? Добро размислувате. Таа ќе биде во множина. Четврто прашање. Одреди го родот на именката поточе. Дали е тоа машки род, женски род или пак среден род? Кој збор може да стои пред именката поточе? Така е, тоа поточе. И затоа точен одговор ќе ни биде среден род. Заокружи што е точно. Оваа часовник, овој праска или пак ова столче. Ова ви беше лесно, ќе биде ова столче. И последното прашање, одреди во кој род и број е именката татковина. Дали е тоа машки род еднина, среден род множина или пак женски род еднина. Кој зборче може да стои пред именката татковина? Тој татковина, таа татковина или пак тоа татковина? Така е, ќе биде таа татковина и затоа именката татковина е во женски род и тоа еднина. Одлично, ученици, го решивме и овој квиз. Да се подсетиме сега што учевме во оваа видеолекција. Денес разликувавме род и бројка именките. А сега ќе ви дадам една мощна интересна домашна задача, а тоа е една образовна игра и на следниот линк ќе ги утврдите знаењата од оваа видеолекција преку следната образовна игра. Се надевам дека можне ќе ви се допадне и дека навистина ќе ги утврдите знаењата од оваа лекција. Се гледаме во следната. До гледање, ученици!